И сега очекува владата да се зафати со неколку приоритетни прашања. На линија го имаме Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски. Ведран, како официјален Вашингтон ги оцени изборите во Македонија? На брифингот за најновите случувања на Балканот, американскиот заменик, помошник државен секретар Томас Кантримен го истакна квалитетот на изборите. First, I'd also congratulate the citizens of the Republic of Macedonia. Им честитам на граѓаните на Република Македонија на изборите што беа компетитивни, транспарентни, добро спроведени, на кои луѓето излегува во голем број. Се однесува миролюбиво и достоинствено. Квалитетот на овие избори во Република Македонија е без преседан. Каже и дека ОПСЕ утврдила одредени проблеми и побара владата да се справи со нив за наредните избори да бидат уште подобри. Тања? Ветрана, какви очекувања има Вашингтон од новата македонска влада? Кантримен наведе 3 работи. Прво, затворањето на прашањето за името. Апсолутно веруваме дека ова е вистинското време. Веднаш откако ќе се формира новата влада да се заокружи дискусијата со Грција за името на Македонија. Сметаме дека тоа е на дофат и може да се стори. По изборите е можно подобро време да се направи вакво нешто. Второ, Кантримен смета дека е важно владата да се зафати со прашањата што Европската унија ги идентификуваше како приоритети на патот за пристапување. Тука спаѓаат владењето на правото, независноста на судството и слободата на медиумите. Ова се клучни прашања доколку Македонија сака да ги исполни стандардите на Европската унија. Трето, непосредно пред 10 годишнината од Охридскиот договор, Кантримен рече дека е потребна, цитирам, искрена и решителна примена на неговите одредби за сите граѓани без оглед на етничката припадност да се чувствуваат како дел од него. Тања?